Кредибилен новинар, кому публиката му верува, се придржува до основните принципи, а тоа е кога известува е должен докре да ги изнесе фактите. Почитувајќи ги етичките вредности и професионалните стандарди во пренесувањето на информациите, новинарите ќе бидат честни, објективни и точни. Се друго е обид за манипулација. Така вели Кодексот на новинари. А што се случува во пракса? Еден од примерите што го изнесуваме во овој подкаст го насловивме како манипулација и селективен пристап до јавни податоци во функција на политичка дискредитација. А се однесува на текст објавен од Курир со селективно прикажување на податоци во функција на тоа политичко дискредитирање. Текстот под наслов: во 2018 година над 1600 граѓани се откажале од македонско државјанство. Со заев на власт, државата се празни. Насловот е коментаторски несоодветен на содржината во текстот. Во споменатиот текст низ бројки за наши граѓани кои побарале испуст од државјанство од 2016 до 2020 година се прави анализа дека секоја година по 1500 македонски граѓани се откажуваат од македонското државјанство и се констатира: Зоран Заев пред да стане премиер ветуваше дека сите иселени лица од Македонија ќе ги врати во државата, а другите ќе ги задржи. Но тој не ги задржа граѓаните дома, а другите иселени не ги врати, стои во текстот. Како илустрација се изнесува број на македонски државјани кои побарале испуст од државјанство по години. Во 2016 година 1476 лица се откажуваат од своите државјанства. Во 2017 1526, во 2018 1621 лица, во 2019 1326 лица и во 2020 година 1240 лица добиле отпуст од државјанство на Македонија. Авторот при тоа се повикува на официјалните бројки од надлежното МВР, кои ги зел селективно. Имено, МВР објавува податоци за периодот од 2010 до 2020 година, како преглед на изминатите 10 години. Меѓутоа, авторот на текстот ги зел податоците селективно, со цел да констатира дека актуелната власт и Заев начело се тие кои се заслужни за откажувањето на граѓаните од македонското државјанство. Со селективниот приказ на податоци прекршен е Кодексот на новинари членот 1. Новинарот има право на слободен пристап до своите извори на информирање, што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Истите податоци од МВР се јавни предмет на анализа и на останатите македонски медиуми. Така, например, Фактор ги пренесува целосно овие податоци, со заклучок дека на годишно ниво во просек од македонско државјанство се откажувале од 1000 до 1500 луѓе. Фактор, како и Курир, изнесува дека во 2018 година најголем број граѓани се откажале, односно 1621, но ги пренесува и комплетните бројки за изминатите 10 години. Доколку се представува иселувањето од една држава, тогаш најсоодветна е бројката на македонски државјани кои продолжиле да живеат во некоја друга странска земја со македонско државјанство. Таа бројка официјално не е позната, поради тоа што државава нема спроведено попис веќе 20 години. Но доколку се земат податоците од некои истражувања, тој број е далеку поголем од прикажаните во текстот, предмет на рецензијата. Според тоа, новинарот кога известува е должен докре да ги изнесе фактите, секогаш кога може да направи соодветна споредбена анализа, но и да избере податоци кои се најдобар показател на состојбата за која зборува. Се друго е обид за манипулација. Овој подкаст е уште еден придонес во расветлувањето на дезинформациите и обидот за манипулации пласирани во македонските медиуми.